Почитувани гледачи, добре дојдовте. Ново издание на информативната емисија ТВ Објектив. Овој ТВ Објектив вечерва го посветуваме на актуелностите од Министерството за информатичко општество и јавна администрација. Имам чест и задоволство мој гостин вечерва во емисијата да биде заменик министерот за информатичко општество и јавна администрација, господинот Димчо Муцуновски. Добро ми дојдовте. Добро ве најдовме, ви благодарам за можноста да гостувам во вашата емисија. Посебно ми е драго што гостувам на регионална телевизија. Вие сте значаен медиум во промовирањето, верувам, на вредностите на овој регион, на проблемите кои што ги имаат граѓаните, и затоа оваа прилика за мене е од особено задоволство. Така, вечерва многу млади ќе се најдат во оној проект кој што го промовираше владата, а тоа е вработување на 100 најдобри студенти во институции од јавен карактер. Што представува овој проект и кои се бенефитите кои што можат да ги добијат младите луѓе кои што преку образованието се залагаат за успешност? Верувам дека вашите граѓани ги чувствуваат најдобро политиките на владата, сите тие проекти кои што претходно се најавени преку политичката програма на ВМРО-ДПМН, а потоа олицетворени преку програмата на владата на Република Македонија. И тука се работи за обемен број на проекти кои што допираат во различни сектори. Знам дека овој регион посебно веројатно го допираат тие што се од областа на земјоделието. Но исто така често ние кога го промовираме и отчетот на политичката партија ВМРО-ДПМН, знаеме да кажеме дека има и голем број проекти кои што не се најавени во политичката програма и владината програма, но во текот на периодот на управување со институциите детектираме одредени моменти каде што можеме да интервенираме, и токму тука произлегува овој проект вработување на 100 најдобри студенти во јавниот сектор. Истиот беше промовиран како мерка за младите од страна на председателот на ВМРО-ДПМН господинот Никола Груевски. И во таа насока се работи за еден многу позитивен проект кој што има бенефити од две страни. Првата страна кој што го гледам придобивката од проектот вработување на 100 најдобри студенти во јавниот сектор е тоа што јавниот сектор секоја година ќе добива 100 млади луѓе кои што се стручни, компетентни, имаат специфични квалитетни знаења од својата област, но ќе носат и нова енергија, нова свежина во јавниот сектор. Така да придобивката од таа страна е за институциите каде што тие поединци ќе бидат вработени. Од друга страна, сметам дека овој проект има придобивка за самите млади луѓе, бидејќи представува стимул. Што подобри резултати постигнете во вашите студии, толку е поголема веројатноста да добиете вработување во јавниот сектор секако, доколку тоа го посакувате. Секој студент кој што смета дека ги исполнува овие критериуми, ќе може да се пријави на конкурсот кој што еднаш годишно ќе биде објавен од страна на владата на Република Македонија. Законот ќе почне да се применува од август 2017 година. Значи сите студенти кои што во тој момент во таа студиска година тековна ги завршиле своите студии ќе може да се пријават и ќе има критериуми по кои што ќе се врши административна селекција. Постапката за вработување ќе се состои од 3 дела. Првата фаза е административна селекција, втората фаза е тест за административен службеник и третата фаза е тест на личност. Сега, како ќе биде распределено сето тоа, како може студентот да идентификува дали тој ги попилнува овие критериуми? Максимум 100 бодови ќе може да се добијат при административната селекција, при што 70 бодови се врзани со резултатите во текот на студирањето, 20 бодови се врзани со сертификат за познавање на странски јазици, тоа се тие меѓународно признати сертификати, и 10 бодови се добиваат од време траењето на студиите, што значи дека тој што студирал подолго ќе добие помалку бодови. Дополнително вметнавме и одредени критериуми кои што сметаме дека се значајни. Добиена меѓународна награда може да служи како дополнителни поени, а исто така доколку студентот полагал еден или повеќе испити кај професор кој што има 2 или повеќе трудови објавени во списание со импакт фактор на базата на Thomson Reuters Web of Science, исто така ќе има дополнителни бодови. Го распределивме ова по универзитети, значи 5 најдобри универзитети
добиваат одреден број на места за овие најдобри студенти, зависно од рангирањето кој што тие го имаат постигнато, согласно ранг листата кој што се прави во соработка со Министерство за образование и наука, што ја прави со Жајтонг листата. Значи 30 работни места се распределени за прво рангираниот универзитет, 25 за второ рангираниот, 20 за третиот, 15 за четвртиот и 10 работни места за пето рангираниот универзитет. Некои работи кои што можеби треба да се информирани младите лица кои што се амбицирани за овие работни места и кои што вложуваат напор во своето образование, е дека ќе се дава и посебен акцент на да се определат различни подречја во текот за вработување, што значи да не се става само акцентот на општествените науки, туку ќе пробаме и на техничките и на другите видови науки, значи ќе гледаме да ги опфатиме сите различни научни подрачја, секако земајќи ги во предвид и потребите на институциите од јавниот сектор кои што ќе треба да ги абсорбираат овие млади кадри. Како продолжение на ова прашање се однесува на администрацијата. Претходно споменатиот проект за кој што говоревте, во дел од целите кои треба да се исполни, да ги исполни студентот, се наведува стручна, компетентна и професионална администрација. Министре, може ли Македонија да дојде до формирање на еден јавен апарат кој што ќе го красат овие атрибути, стручноста, компетентноста, ефикасноста, професионалноста, наспроти она со децении споменуваните партизираност, бавност, нељубезност, некомпетентност на јавната администрација? Процесот на реформа на јавна администрација е една генерална појава која што се случува не само во Република Македонија, туку секаде низ светот. Тоа е еден континуиран процес на кој што ние ќе мораме да даваме внимание не само сега, туку постојано во нашиот развиток. Има нови трендови, има нови појави кои што се карактеристични можеби некојаш повеќе во приватниот сектор и сега треба да го адаптираме јавниот сектор кон тие потреби. Дојдено е времето, не само во Република Македонија, сметам дека пак ќе повторам, тоа е еден глобален тренд во сите развиени земји, каде што јавниот сектор треба да ги гледа граѓаните, бизнес секторот, али тоа со работка со стопански комори, со одредени трговски друштва како клиенти и така да ги перцепира нив. Во таа насока во Република Македонија во последните неколку години е направен еден голем обем на системски промени од гледна точка на законски измени, кои што значат обезбедување на подобар квалитет на јавните услуги. Два закони се изменети во делот на статусот, правата, обврските на вработените во јавниот сектор, а тоа е законот за вработените во јавниот сектор и законот за административните службеници. Тука се вметнати одредени новини, подигнате прагот на услови кои што треба да ги исполни одредено лице за да се вработи во јавниот сектор, за да добие напредување во јавниот сектор, но сметаме дека во Република Македонија имаме многу квалитетни кадри кои што ќе ги исполнат овие услови и кои што понатаму ќе биде стимул за тие што постојано се вработени да ги надградуваат своите потенцијали. Од друга страна, во делот на обезбедувањето на јавните услуги, донесен е нов закон за општа управна постапка, закон кој што би требало да постигне силни ефекти во овој дел. Тука доста се скратени роковите, за прв пат е институционализиран едно шалтерскиот систем, да речеме, одите во институција, да поднесете барање за добивање на подреден документ на одредено решение. Во делот на тие управни действија, вие поднесувате барање само во една институција, а таа има уврска да ги добави, обезбеди доказите што се потребни или сите различни материјални елементи кои се потребни од другите институции, што значи олеснување на граѓаните во таа насока. Работиме тековно на многу проекти кои што се значени за граѓаните и кои што треба да донесат подобар квалитет во јавниот сектор. Како од една страна, вие и тоа го спомнавте во вашето прашање, многу е значајно да се подигне квалитетот на услугите кои што вработените ги испорачуваат, но и да се олесни пристапот до услугите за граѓаните. Ние постојано работиме во тој процес, вложуваме сериозен напор, во соработка со многу институции работиме. Има голем број професионалци во јавниот сектор и сакам да ги поздравам сите нив и во соработка да работиме за подобар квалитет. Во изминатиот период се информиравте за изработка на нов стратешки документ, тоа беше новата стратегија за реформа на администрацијата. До каде е изработката, што ќе содржи и кои се предизвиците за периодот што следи? Работиме на нова стратегија за реформа на јавната администрација.
од голема поддршка тука ни е мисијата на Сигма, која што е заедничка мисија на ОЕЦД и на Европската унија, како стручна, техничка, финансиско-материјална помош ни даваат значителна поддршка. Во овој проект одлучивме да вклучиме повеќе стейкхолдери. Тука секако се голем број административни службеници, представници на разни институции, универзитетската заедница, една широка група на универзитетски професори кои што се интердисциплинарни по областите кои што тие ги покриваат. Исто така го поканевме и невладиниот сектор да зема активно учество, така да се работи за една голема работна група која што е поделена во повеќе субструктурни делови кои што покриваат различни области. Очекуваме дека некаде околу месец септември ќе имаме една нацрт верзија на стратегијата која што е фокусирана на повеќе области, меѓу кои што една е обезбедување на подобри јавни услуги за граѓаните во делот на подигање на капацитетите на администрацијата во делот на ИКТ, така да фокусирани сме на одредени области, бидејќи работната група моментално често се состанува и одлучува кои ќе бидат точните стратешки приоритети. Би било неблагодарно во овој момент јас во нивно име да зборувам, бидејќи они се во еден тековен процес кај што обработуваат голема материја, одлучуваат каде се позитивните страни моментално во реформите, каде би може има одредени недостатоци на кои што треба да се фокусираме. И во таа насока очекуваме дека во септември со таа нацрт верзија која понатаму очекуваме, планираме да дадеме на јавна расправа, дека ќе изработиме еден стратешки круцијален документ кој што за наредниот 5 годишен период ќе ги определи насоките за развој на нашиот административен систем. Сметаме дека со овие законски измени кои што ги направивме и кои што претходно ги спомнав, имаме голем напредок. Сега следи еден период на сериозна имплементација, бидејќи вие можете да донесете на хартија и најквалитетен закон, но доколку нема посветено за истиот да биде имплементиран како што треба, тогаш не постигнуваме крајен резултат. И во таа насока, не само заради евроинтеграцијската агенда, таа секако е од клучен приоритет, е стратешки надворешно политички приоритет на Република Македонија. Меѓутоа и за самата држава. Но и за самата држава, за самите граѓани. Доколку ние немаме квалитетна администрација, по автоматизам ние го кочиме економскиот развој на земјата. И затоа и од гледна точка на вработените и од услугите кои што ги испорачуваат, ние работиме на значителни резултати. И тука е нашиот фокус во овој момент. Што поголема примена, но исто така во процесот на примена, детекција, дали има некои слабости и решавање на тие слабости. И тука ние како министерство, но и владата на Република Македонија става голем фокус. Владата става фокус и на развој на информатичкото општество. Вчера во просториите на Министерството се подпиша меморандум за соработка за заеднички развој на IT проекти меѓу компанијата NetGroup од Естонија и македонските компании Infinity Solution и IT Labs во рамки на програмата на владата за привлекување странски инвеститори. Министре, што треба да донесе овој проект? Генерално фокусот кој што го става владата на Република Македонија во развојот на информатичкото општество е многу значителен. Тоа се гледа преку фактот што имаме посебен орган на управата што се грижи за овие прашања, нешто што е тренд во последно време, но би рекол дека Република Македонија можеби беше и пионер од гледна точка на значењето кое што беше дадено на оваа област со формирањето на Министерство за информатичко општество, кое што потоа прерасна во Министерство за информатичко општество и администрација. Пристапот до интернет е зголемен, ние работиме на огромен број на проекти кои што се поврзани со е-управување, е-влада, е-достапност, така да овие проекти се вклупуваат и во областа на образованието, во однос на работата на владата, но тука вие спомнавте една друга димензија, тоа е привлекувањето на странските директни инвестиции. Странските директни инвестиции навистина се од голема помош во решавањето на можеби најкруцијалното прашање во Република Македонија, тоа е невработеност. Заедно со тие позитивни мерки за стимулирање на претприемништво, на самовработување, тие даваат големи резултати, тоа го гледаме преку бројот на новоотворени работни места во последните години, но и фактот што статистички е падната стапката на невработеност, што значи дека ние постигнуваме резултати. Во делот на IT индустријата, тоа често значи и поврзување
на странски трговски друштва кои што се бават со оваа дејност, со домашни друштва за да работат на големи проекти. Во таа насока очекуваме дека договорот кој што беше потпишан вчера со естонската компанија, со две македонски трговски друштва кои што се бават со слична дејност, ќе донесе нови хоризонти за овие две македонски компании, нови можности за пласирање на своите производи, ако така можеме да ги наречеме во IT делот, на странски пазари. Очекуваме дека на долгорок тоа ќе донесе и нови работни места, но пред се и големо искуство за овие компании, бидејќи се работи за една многу сериозна естонска компанија, која што е квалитетно етаблирана на европскиот, но и на пазарот во Блискиот Исток, и тие одлучија да ги склучат овој договор за соработка во Република Македонија, замајќи во предвид дека имаше и конкуренција и понуда од трговски друштва во многу земји од регионот. Одлучија дека компаниите во Република Македонија обезбедуваат најдобар квалитет на услуга по претходно тестирање што го извршиле со нив, и затоа пристапија кон склучување на договор за партнерство со овие две наши компании. Тука сакам да истакнам дека од голема помош ни беа и стопанските комори. Тие помогна во ова поврзување, дадоа значителен импулс, и тоа е еден доказ дека владата во соработка со стопанските комори уште еднаш покажуваме дека можеме да постигнеме добри резултати кои што во краен ефект треба да значат подобар животен стандард на граѓаните на Република Македонија. И мој искрен надеж е дека граѓаните од овој регион посебно ги чувствуваат тие бенефити од странските директни инвестиции. Тука знам дека има еден голем дел од економскиот тим кој што на владата на Република Македонија кој што е сериозно фокусиран во оваа област, и се надеваме дека со овие вакви политики на долгорок ќе донесеме позитивни резултати за граѓаните на нашата земја. Рековте дека естонската компанија искажа сериозност и виде капацитет кај нашите компании. Може ли Македонија да стане атрактивна бизнис дестинација за ИКТ индустрија? Генерално Македонија општо гледано е атрактивна бизнес дестинација, и затоа најоригинално сведочат признанијата кои што доаѓаат од една страна од меѓународни финансиски институции, како Светската банка, кои што не рангираат како една од најдобрите дестинации за правење бизнес, и тоа се мери по разни варијабили каде што Република Македонија достигнува значајни резултати, но исто така тоа најдобро го покажуваат инвеститорите, кои што одлучуваат сериозни средства да вложат во нашата земја. Тоа тие го прават по долгорочни пресметки, анализи, квалитетот на нашиот пазар, квалитетот на нашата работна сила, и ние сметаме дека во делот на ИКТ навистина може да се случат позитивни трендови. Во таа насока се планира да се создадат и IT зони, кои што би требало да стимулираат дополнителни инвестиции, но секако еден од работите кои што треба да ги постигнеме за да добиеме се повеќе позитивни резултати, секако мислам на инвестиции, на средства, на нови вработување, е понатаму да го продолжиме овој тренд кој што е воспоставен од владата на Република Македонија за инвестиција во образованието во делот на ИКТ. Посебно во делот на високото и средното образование, и тука е ставен на вистина голем акцент. Отворен е нов факултет во рамките на УКИМ пред неколку години, тоа е ФИНКИ, кој што има фокус во оваа област, имаме посебен универзитет во Охрид, и продолжуваме во инвестициите во образување на млад и компетентен и стручен кадар кој што по своето образование не излегува само со диплома, туку и со практично знаење од оваа област кој што може да биде апликабилна. А фактот што гледаме се поголем број на инвестиции во делот на ИКТ секторот во Република Македонија, посебно странски директни инвестиции, говори дека сме на правиот пат, говори на тоа дека имаме млад кадар со голем потенцијал, со големи знаења, што би значило дека на долгорок очекуваме и тука дополнителен стимул и дополнителни позитивни ефекти. Тоа значи дека Македонија е на високо место во делот на или во глобалната информатичка сцена. Рековте погоре во емисијата дека повеќе проекти кои што се реализираат го спроведуваат концептот е-влада, достапно е електронско образование и така натаму. Се трансформирали Македонија, министре, во е-држава или е-Македонија? Тоа е еден тренд. Дигитализацијата на процесите е нешто што можеби одредени луѓе имаат отпор кон тоа,
но не можеме да бегаме од појавите кои што ги имаме. Значи, ние сакале некеле користиме смартфон, сите информации кои што ги примаме се повеќе се преку дигитални уреди и потребно е и државниот апаратус и областите каде што државата имаат надлежност да ги следат тие трендови и мене ме радува што државата веќе станува пионер во одредени области. Ние често знаеме да детектираме каде треба да пристапиме кон зголемена дигитализација, кон вметнување на тие содржини и дури често знаеме да го поканиме приватниот сектор кај нас. Имаме идеја, сакаме да ја разработиме, дајте ни концепт. Што можеме заедно да направиме, како можеме да соработуваме, да слушнеме идеи. Често ја вклучуваме и академската заедница во овие разговори. Значи, сакаме да создадеме програми и концепти кои што ќе значат поголем просперитет на Република Македонија, а гледаме кои се трендовите на глобално ниво, гледаме кои се европските практики во западниот свет и ме радува мене дека во Република Македонија од одредени гледни точки можеби ќе станува и е пионер во делот на бентување на овие содржини. Тука и дигитализацијата на радиодифузната сфера. Македонија беше меѓу првите земји во регионот кои што започна со дигитален сигнал. Како протекува овој проект? Веќе дигитализацијата е завршена, меѓутоа и пионери сме во овој дел. Србија е далеку после нас во поглед на дигитализација. И радува што постигнуваме токму такви резултати како што ги споменавте. Постојано сме во контакти со медиумите, како еден стейкхолдер во овој процес и не радува што од ваша страна има голем импулс за следење на тековите. Не само во оваа област, туку гледам се поголема пристапност на социјални мрежи, што е значајно да го ширите вашиот опфат кон поголемо гледање и така натаму. Тие се различни елементи кои што значат поголем квалитет на услуги кои што сите заедно ги испорачуваме кон граѓаните. За вас е тоа гледаност, за нас е квалитет и резултати кои што очекуваме дека граѓаните ги валоризираат. Уште една област која е ваша надлежност, тоа се телекомуникациите, поевтинување на роаминг услугите на мобилните оператори, балкански роаминг. Ова е прашање истовремено и за регионалната соработка во областа на пазарот на телекомуникацијски услуги. Ке има ли ново поевтинување на роамингот балкански? И што е со она деновиве што излезе во јавноста дека имаме некакво зголемување на цените на мобилната услуга во државата? Има ли простор за трет мобилен оператор? Секако за ова прашање најдобро би требало да се разговара со регулаторот, тоа е Агенцијата за електронски комуникации. Би ви кажал дека ние како министерство активно им помагавме на ниво делот на овој балкански роуминг, што е еден европски тренд. Тоа го гледаме дека во рамките во границата на Европската унија се практично го снимува роумингот на долг рок. Тоа е и целта, етапно да се намалуваат цените на долг рок, ние да влеземе сега како земја членка во Европската унија и практично да го снема роумингот. Тука целта е да се прошири оваа мрежа доколку е возможно на повеќе земји, се со цел на нашите граѓани кога патуваат надвор од нашите граници, да не чувствуваат значителни ефекти при тековно користење на своите мобилни уреди. Кога граѓаните на Европската унија го живеат тоа, треба граѓаните на Република Македонија што можно повеќе да ги прошириме овие можности и да уживаат по-квалитетна услуга, пошто е можно по-ниски цени. Благодарам што бевте наши гости. Има уште многу работи на кои што работи Министерството, меѓутоа наредното гостување ќе биде и за се она што пропуштивме вечерва. Ви благодарам што бевте наши гости. Ви благодарам на приликата да гостувам и уште еднаш голем поздрав до сите ваши гледачи. Благодарам. Почитувани гледачи, беше ова ТВ објектив на програмата на КТВ. Наш и ваш гостин, заменик министерот за информатичко општество и јавна администрација, господинот Тимчо Муцуновски. Благодарам за вниманието, секое добро со нашата програма.